Колега Фицбулаку, јас сакам да ви кажам дека се согласувам со вашето барање за амандманот, но не се согласувам со аргументацијата која што ја понудивте. Имено за ваша информација и јас имам ист амандман за Горна и Долна Матка, за инфраструктура и горе-доле сумите кои што ги бараме се еднакви. Вие барате 60 милиона денара, јас барам 61 милион и 500 илјади денари за истата намена. Зошто не се согласувам со аргументите? Не се согласувам заради тоа што сметам дека тоа што јас од името на СДСМ го барам овој амандман докажува дека сепак по некои заеднички прашања не мораме да разговараме за политика, туку навистина можеме да разговараме за потребите на граѓаните. Во овој случај ме радува тоа што јас и вие бараме средства за Горна и Долна Матка, каде што населението е претежно албанско и каде што во локалната самоуправа мнозинство е скоро секогаш од албанската националност, но исто така покажуваме свест за потребите и на, како СДСМ зборувам и коалицијата на СДСМ, покажуваме свест за сите граѓани подеднакво. И јас во тоа би ве замолила да ни се придружите и кога ние бараме средства за припор, да имате еднаков пристап како што ние имаме кога станува збор за Горна или Долна Матка или за Маџир Маало, да речеме. Она што тоа беше значи делот во кој што не се согласуваме. Мислам дека Горна и Долна Матка како место кое што е во сите туристички мапи на Скопје заслужува внимание од сите во ова собрание подеднакво. Таму живеат граѓани кои што трошат 50 евра месечно за чистење на своите септички јами. Во 21. век, во кој што стана банално да повторуваме, но ќе повторуваме се додека се соочуваме со вакви абсурди, навистина кога е неразумно да се гради панорамско тркало од 18 милиона евра, за мене како пратеник и за СДСМ и коалицијата ова е апсолутно неприфатливо. Еден амандман кој што бара од прилика 1 милион евра за да се задоволи основната потреба на граѓаните за елементарна инфраструктура да биде неизгласано во ова собрание. Она што дополнително го прави абсурден овој проблем е тоа, почитувани граѓани, дека во исто време, додека овде ние расправаме за новиот буџет за 2016 година и додека опозицијските партии, колку е тоа веќе во оваа држава не се знае точно каде е границата меѓу позиција и опозиција, предлагаме 1 милион евра да се издвојат од буџетот за 2016 за оваа потреба. Во исто време партиските активисти на ВМРО ДПМН на овој простор собираат потписи, односно прават петиција со која што сакаат да им покажат на граѓаните дека водат грижа за нивната инфраструктура. Затоа, наместо ВМРО ДПМН да собира петиција за граѓаните од Горна и Долна Матка, наместо дуи денеска да е, простете ми, но јас од како сум овде не слушнав гласно да ја подржи ова иницијатива, ние имаме две опозицијски партии кои што предлагаат скоро ист амандман, ДПА и СДСМ. Затоа, мислам дека нема да биде доволно во оваа ситуација образложението на господинот Ставревски, туку би било добро заради нашите политички активисти кои што се на теренот да го слушнеме и мислењето на представниците на ВМРО ДПМН и ДУИ. Во оваа прилика сакам да ви кажам дека за сега јас нема да го повлечам мојот амандман, бидејќи не знам како ќе заврши оваа расправа, па доколку не заврши со поддршка за овие средства да ги одвоиме, ќе искористам уште еднаш приликата до крајот на амандманската расправа да аргументирам малку повеќе, но просто ми пруживте прилика порано за ова да добијам збор сега и за тоа ви благодарам. Со напомена уште еднаш дека мислам дека ако го слушаме апелот на господинот Ставревски дека кога зборуваме за буџетот не зборуваме за политики туку за пари, ова е идеално време да се усогласиме сите по едно прашање. Благодарам.